Активистите против рудници во југоистокот ќе имаат своји представници во општинските совети во 3 струмички општини. Независните листи кои што ги поднесоа активистите на Здрава Котлина на изборите настапуваа под името Стигаe. Тие најавија сериозна борба против рудници и загадувачи на животната средина во регионот. Во Струмица влезе носителот на листата Ѓорги Танушев. Соодносот на советници во овој совет е 13 советници за СДСМ, 9 советници за ВМРО ДПМНЕ и 1 за Стигаe. Како советник ќе се залагам за отворена, ефикасна и транспарентна работа на советот и реализација на нашата програма. Согласно принципите на Стигаe, ќе ги поддржам сите проекти и одлуки кои се од јавен интерес на граѓаните, но во исто време ќе бидам и коректор за евентуални аномалии. Ќе бидам во постојана и отворена комуникација со граѓаните со цел брзо и ефективно решавање на нивните проблеми. По еден советник Стигаe обезбеди и во советите на Босилово и Новосело. Во Босилово, каде иден градоначалник, ќе биде Ристо Манчев од ВМРО ДПМНЕ. Оваа партија освои 8 советници, СДСМ 6 и 1 Стигаe. Во Новосело пак, каде ќе има втор круг за избор на градоначалник, соодносот на советници на ВМРО ДПМНЕ и СДСМ е изедначен. Тие имаат по 7 советници, а 1 Стигаe. Овие изборни процеси ги сваќам како еден вид на протест против рудникот првенствено, но и против сите други загадувачи и сите други нерешени проблеми на општините. Сакам да нагласам дека со ваша помош, почитувани жители, и понатаму ќе одиме да ги решаваме на вистински начин нашите проблеми и дека ќе ми е потребна и понатаму вашата помош. Зацртаните цели ги остваривме. Освоивме по едно советничко место во советите во Новосело, Босилово и во Струмица. Со тоа ги исполнивме нашите цели да влеземе внатре во институциите и оттаму да продолжиме нашата борба, благодарение на вас, почитувани, кои го дадовте нашиот глас за нашата советничка листа. Во 3 општини Стигаe освоиле над 2000 гласови.